Благодарам. Денеска согласно Националниот план за имунизација, туку што ја примив првата доза од кинеската вакцина Sinopharm, односно вакцината која што беше достапна во овој момент. Би сакал да упатам голема благодарност и да им честитам на Министерството за здравство, на Комисијата за заразни болести, на сите вклучени во Националната стратегија за имунизација и на целиот здравствен персонал, што не само на овој вакцинален пункт, туку и на останатите низ целата држава, се заслужни и даваат се од себе за целиот процес на имунизација да тече безпрекорно и во ред. Воедно им се заблагодарувам за целата нивна пожртвуваност за заштитата пред се на јавното здравје во овој период на пандемија предизвикан од COVID-19. Имунизацијата е клучна за побрзо да стекнеме колективен имунитет и да ја оставиме оваа тешка здравствена криза позади нас. Само така со заедничка одговорност придонесуваме кон колективното јавно здравје и само така побрзо ќе заврши оваа борба со пандемијата и со COVID-19. Би сакал да порачам граѓаните да немаат дилема, сите вакцини што пристигнуваат и што дополнително ќе пристигнуваат се безбедни, проверени, тестирани и сите еднакво штитат од хоспитализација, од тешки форми од болеста и фатален исход. Затоа е важно на секој што ќе му дојде редот за вакцинација согласно Националниот план за вакцинација и имунизација да се вакцинира со вакцината која што во моментот е достапна. На овој начин со вакцинацијата ќе ја исполниме целта, ќе излеземе победници од оваа пандемија, за веќе во летниот период да имаме висок степен и процент на имунизирано население. Според информацијата од Министерството за здравство, се зголемува бројот на ново пријавени за вакцинација. И тоа е многу добро. Ги повикувам во оваа прилика сите граѓани кои досега не се пријавиле и не го направиле тоа, да се пријават за термин на вакцинација.мк, да ги почитуваат добиените термини, да се вакцинираат и со тоа да придонесат во справувањето со оваа битка. Но секако вакцинацијата не значи и комплетно опуштање, важно и натаму се додека организмот не создаде имунитет, да ги почитуваме мерките за лична заштита, носење на маска, растојание и не групирање во затворени простори. Благодарам.